Почитувани, ако се уште не е јасно зошто 5 месеци чекавме вакцини, одговорот е затоа што додека министрите ни светот бркаа вакцини, Филипче и Заев најверојатно бркаа провизии. Сагата со кинеските вакцини заврши со илјадници загубени животи. На 13 март објавив дека Филипче, наместо по регуларен пат, тргнал да набавува вакцини преку фантом фирма од Хонг Конг. Тоа е фирмата Стабри Интернешнл со седиште во Хонг Конг, за која Министерството за здравство и Венко Филипче првин тврдеа дека не постои, а потоа дека документите што ги објавуваме се лажни и неточни. Објавивме документи од кои се гледа дека вкупната вредност за набавката за 200.000 вакцини која требала да биде направена би била 12,5 милиони американски долари, што е $62,5 за вакцина. Тоа е дупло поскапо од цената што ја плаќале другите држави. Филипче негираше и се правдаше. До ВМРО ДПМН свиркач достави документи од кои се гледа дека плаќањето било извршено. Ова е налог за извршување на плаќање во странство остварен со акредитив во висина од 7.800.000 американски долари. Уплатата е извршена од страна на Министерството за здравство, во која министер е Венко Филипче, преку сметка во Народна банка на Република Македонија од буџетски средства. А примач е Стабри Интернешнл, 7.800.000 американски долари, се околу 60% од 12.500.000 американски долари, колку што беше информацијата изнесена во медиумите дека ќе биде исплатена за 200.000 кинески вакцини. Со што добивме единечна цена на чинење на една вакцина од 62,5 американски долари. А тоа е двојно повеќе од сумата која излезе како податок дека ја платиле други држави. Јавно го прашуваме Венко Филипче, дали ова се документите кои беа лажни, дали ова се документите кои не постоја и дали ова сега не е кредибилен документ дека исплатата е извршена. Дополнително, каде требало да завршат над $30 по вакцина, односно над 6 милиони американски долари. Венко Филипче е должен да ја одговори на јавноста зошто имал намера да купи вакцини по цена двојно повисока од таа која ја плаќале другите држави. Каде требала да заврши разликата во цени? И кој требал да има профит од сето тоа? Дали трката по провизии беше поважна од здравието на илјадници луѓе и свесен ли е Филипче дека сите починати по 1. јануари 2021 одат на неговата и совеста на Зоран Заев, кој не набавија навреме вакцини. Одговорност мора да има, но не само политички и морална. Овој криминал, ова безобразие мора да биде санкционирано. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да отвори случај и да не чека, како во случајот со Рашковски, јавноста да зоврие, па да амортизираат штети. Одговорност веднаш. Ви благодарам. Прашања? Коментарот вчерашни пресуди за случајот Мафија 1 и Мафија 2, кој што ги, односно само Мафија 1 кој што го обвини ВМРО ДПМН. Да, благодарам. Вистинското прашање кое што се поставува сега и кое што треба да го одговори целата јавност, дали Оливер Спасовски изврши невидено менаџирање, невидена координација и невиден кризен менаџмент на случајот кој што се случи, односно самата афера Мафија 1 и Мафија 2. Како успеа Оливер Спасовски да создаде слика во која што нешто што по дефиниција спаѓа во организиран криминал да заврши со поединечни пресуди? Па сега нека се одговори јавноста како може издавањето на најмалку 214 фалсификувани исправи на познати светски криминалци како што се Седат Пекер, Јован Вукотич
и терористи кои што оделе на војните во блискоисточните боишта. Како сето тоа успеа да заврши во јавното обвинителство наместо во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, кога се исполнети сите предуслови за да се гони за организирана група. Имаме интернационализација, имаме подалба на остварена добивка, имаме подалба на работни задачи во рамките на групата, имаме долгогодишно траење и функционирање на групата, односно се исполнети сите услови за гонење на организирана група. На кој начин Оливер Спасовски успеа да ја изменаджира оваа криза, на кој начин успеа да го заобиколи правниот систем, па да се заврши само со 10 кривични пријави и со една пријава за помагател, е огромен скандал од кој што ќе има штета и правниот систем, и правдата во државата, меѓутоа и секој државјанин во Република Македонија. Кажете ми вие како македонците можат да очекуваат одредени држави како што се Соединетите Американски држави или Канада, како можеме да очекуваме да ни ги укинат визите, кога секој еден службеник во Македонија може да стапи во контакт со светски криминалци и притоа да издаде фалсификувани патни исправи. Ова е страшен преседан со кој што се крие неспособноста на работењето на министерот за внатрешни работи и уште еднаш ќе кажам, наместо и тој да биде предмет на истрагата, тој успеа да се постави како доминус над истрагата и за жал она што секаде во светот се третира како највисок облик на организиран криминал, кај нас еве да заврши со такви поединечни пресуди.